Продолжува работното лето на Социјалдемократскиот сојуз, а оваа недела наша агенда е Богданци и околните места, како и околните општини Дојран и Валандово. Нашите представници денес и утре ќе остварат преку 40 средби со земјоделци, работници, стечајци, пензионери, борци, спортисти, невладени организации и други. Како што и сами знаете, секоја сабота организираме посебен прес со кој го означуваме почетокот на секој викенд од нашето работно лето. Додека колегите од ВМРО ДПМН со оние досадни пресконференции не прашуваа каде се трошеа парите во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ние одевме на терен и на лице место им дававме одговор. Ги посетивме хидроелектраната Козјак, гасната станица во Жидилово, гасната котлара во Куманово, гасоводот во Струмица, далноводот Битола Скопје. Бевме и пред автопати, клучки и слични инфраструктурни објекти и капитални инвестиции кои Социјалдемократскиот сојуз ги спроведувал и до ден денеска ги спроведува. Денес одлучивме на лице место да покажеме нешто друго. Овде сме да покажеме на кој начин функционира политиката на ВМРО ДПМН, чија единствена потреба е да се сликаат, да промовираат, да се рекламираат, без да имаат реална подлога за истото. Токму на ова место, пред половина година, на фотосесија дојдоа представникот од владата Коњановски, како и градоначалникот на Богданци Ристо Ичков. Едноставно ја увидоа програмата на владата, ги видоа намерите, видоа колку се инвестираше во земјоделието пред 5-6 години, колку се инвестира денес и тука ја препозна шансата за нивната инвестиција. Најголемиот дел од луѓето, значи дефинитивно ќе го најдат својот интерес во едни вакви објекти. Самите земјоделци тврдеа дека ладилник од 180 метри квадратни не може да ги задоволи потребите за складирање за само неколку посериозни земјоделци, а камоли за цела општина Богданци или пак и околните земјоделски општини. Без разлика на нелогичноста на проектот, земјоделците се надеваат дека сепак се работи за сериозен инвеститор кој сигурно знае што прави. Но еве, без малку 6 месеци подоцна, на овој камен темелник останате само овој пиреј што може да се види на оваа локација и овој билборд како сведок на пропагандата со која се манипулираше и се уште се лаже населението во овој крај. Оваа недела, овој работен викенд сме во Богданци, Дојран и Валандово и во нивните околни места. Тука народот има што да каже, на што да се пожали, како впрочем и во другите градови ширум Македонија. Незадоволството е општо во Македонија, но луѓето од овие краишта имаат своји проблеми. Затоа ние, по околните градови и села, ќе се сретнеме со земјоделци пред се, но и со пензионери, работници, млади, кои се наоѓаат во безизлезна состојба и сите оние кои сакаат да споделат со нас своји проблеми и што сакаат заеднички да најдеме излез од оваа состојба. Затоа, ги очекувам и повикувам граѓаните на Богданци и околните места да дојдат на утрешниот митинг во центарот на Богданци, каде заеднички ќе го кренеме гласот и ќе го промовираме нашиот кандидат за градоначалник доктор Зоран Прочков. И на мојата партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, што ми ја укажа довербата и кандидатурата за иден градоначалник на општина Богданци.